Се нижат абсурдите и контрадикторностите околу починатите од COVID-19. 50-годишен прилепчанец по препорака на лекарите вчера бил погребан според сите ковид протоколи, откако претходно една недела бил лекуван во болнички услови, иако немало потврден тест дека тој е позитивен на вирусот. Бизарноста да биде уште поголема, резултатите од тестот семејството ги добило за време на самиот погреб и тие биле негативни, сведочат за Алфа негови блиски роднини. По настанувањето на смртта, неколку часа чекавме да добиеме информација од поради која причина е настаната смртта. Дали е поради COVID или не, бидејќи во текот на целото негово лекување тој немаше добиено никаков тест според кој што би знаеле ние дали е позитивен или негативен. Значи цело време имавме неизвестност. Дури откако настапи неговата смрт, ние чекавме 2 до 3 часа да добиеме информација од докторите и кога веќе третиот пат пробавме да добиеме нивна информација, беше само едноставно речено, ајде, пишете го од корона. Ангела објаснува дека покрај големата тага, но и стравот дека можно е целото семејство да е заразено, огромен им бил шокот кога за време на погребот телефонски ја добиле информацијата дека човекот сепак е негативен. Тестот го добивме во писмена верзија дури денеска, а телефонски ни беше соопштено вчера, значи на 16 на денот на самиот погреб. Значи 1 час од прилика пред погребот. Скршени од болката, а особено од начинот на кој го испратиле својот роднина, семејството е соочено и со огромниот психолошки притисок кој го трпеле сиот овој период. Ние сме фамилија која што живее во иста куќа со него, меѓутоа не на исти кат. Постоеше општ страв меѓу нас, меѓутоа она што беше побитно е стравот и одбивањето од другите луѓе кога настапи моментот на тагата, кога не можевме да споделиме тагата на начин што би се гушнали, би се дале поддршка едни на други. Инаку, сознанијата на семејството Трендафиловски се дека нивниот роднина најверојатно починал од инфаркт или од мозочен удар, иако првичните симптоми му се појавиле во облик на бронхопнеумонија. Тој и претходно имал известни здравствени проблеми.